самото надпреварување во најавите на УЕФА беше окарактеризирано да се даде можност на условно помалите репрезентации во надпревари помеѓу себе против репрезентации од ист квалитет и послаб, да најдобриот има можност да учествува на едно европско првенство. Далеко е да говориме за пласман на европско првенство, затоа што сме на самиот почеток на ова надпреварување. Добро е што стартувавме со две победи против Гибралтар и Ерменија дома, но јас кажав и на пресот после надпреварот дека уште ништо буквално не е готово, затоа што има уште многу надпревари да се игра и ние мора максимално да сме сконцентрирани за следниот наш надпревар. Добро е што ги добивме надпреварите, добро е што одигравме резултат, но мислам дека добро е тоа што ги добивме во наше не максимално издание, затоа што мислам дека ова што го прикажавме на овие два надпревари не е нашиот максимум и мислам дека од надпревар во надпревар ќе играме и се подобро и ќе бележиме и уште позитивни резултати. Она што го кажав и капитенот што го кажа како еден нов квалитет на репрезентацијата да се одигра на резултат, затоа што навистина резултатот беше во прв план на овие два надпревари и тоа е добро што Македонија конечно почна да и кога не игра добро да победува. Јас сум сконцентриран само на следниот надпревар, на она што не очекува со Лихтенштеин. Фудбалерите знаат како треба да се однесуваат во репрезентацијата. Подолго време сме заедно, оформен е тој костур на репрезентацијата и сето тоа ни донесува позитивни резултати и не гледам причина нешто да менуваме од тој аспект. Ако се вратиме поназад едно 6 месеци или година дена, имавме 8 до 9 фудбалери од домашно првенство, а истите тие направија трансфери надвор. Значи фудбалерите се истите, меѓутоа само клубот го сменија. Имаме фудбалери како Спировски и Николов кои пред година дена беа во Вардар, сега се во Ференцвараш и Видотон, тоа се истите фудбалери. Имаме фудбалери од домашното првенство, што биле во домашен клуб, но сега се надвор. Јас го следам секој надпревар во домашното првенство и таму има квалитет, така да причината за намалување на бројот е затоа што фудбалерите кои беа во минатото членови на домашни клубови сега се надвор. Најоптимално е кога би имале сите максимална минутажа, но она што е тука и ние се прилагодуваме на она што го имаме на располагање и во каква состојба се фудбалерите кои ги имаме. Еве на надпреварот со Ерменија настапи Бейтулау, така да добивме уште една опција плюс во одбраната и мислам дека нема да имаме проблем во било кој дел од тимот. Воопшто нити стравувам, се знае што е мерило за мојата позиција, тоа се резултатите, така да нити се оптеретувам, нити имам право а и нити ме интересира, значи кој е на чело на федерацијата. Јас она што ми е најважно е тоа ние и фудбалерите да ги добиеме оптималните услови што можеме да ги имаме за да реализираме еден надпревар. Мене ме интересира само спортскиот дел, значи да федерацијата ни овозможи, затоа што федерацијата е сервис на репрезентацијата и тоа ни го овозможува и морам да кажам дека ги имаме сите услови и за подготовка, и за патување, и за сместување, така да воопшто нема никаков проблем во реализацијата на плановите на А репрезентацијата. Горан Пандев е нашето најголемо фудбалско име и Горан Пандев треба да ни биде чест доколку сака да биде претседател на фудбалската федерација, без разлика дали Игор ќе биде селектор или нема да биде селектор. На сите треба да им биде чест што Горан Пандев сака да биде на чело на фудбалската федерација. И секако дека од мене во било која позиција и кажав и да сум селектор и да не сум, ќе има мојата поддршка. Франција го направи она што треба да се направи, да го направи еден светски првак, играше константно, зрело на сите надпревари, играше на резултат и они можеби нема некоја фудбалска убавина во играта, но беа толку доминантни, едноставно на противниците не им дава можност ни да се понадеваат дека нешто може да направат на тие надпревари и сосема заслужено освои титулата светски првак и кажав дека рамно на нивниот успех е пласманот на Хрватска, за мене исто како они да го освоиле, затоа што да играш финале,
а заслужено при тоа, значи со игрите што ги демонстрира на терен, елиминира многу големи фаворити што беа, нели, пред светското првенство и мислам дека тие две репрезентации го одбележаа она позитивното, а имаше многу негативни, како случајот со Германија, нели, не успеа да ја помине ни групната фаза. Аргентина, која сите сместуваа во нели најважните, најзрелите фаворити за титула, успеа едва да ја помине групата и во осми на финалето испадна. Така да тоа се некои разочарувања што Португалија како европски prvак исто не успеа да стигне далеко. Тоа се тие репрезентации од кои се очекуваше да повеќе. Лука Модрич. Причина затоа што освои европска титула и беше убедливо најдобар поединец во Хрватска на светското првенство.